Одиме со уште една изјава од заменик народниот правобранител Васка Бајрамовска, која е оценката на оваа институција која што исто така се вклучи во најавената истрага. Она што нас не загрижува како институција која што посветува посебно внимание за правата на децата е тоа што во последно време зачестуваат таквите појави каде што за жал децата се инволвираат или во политички определени настани, или пак се користат или се злоупотребуваат дури за настани како што се овие поврзани со верата и практикувањето на определени верски обичаи. Воопшто не е проблем воспитувањето и одбележувањето на верските обичаи, празници, така натаму во кругот на семејството, во кругот на она како што тоа го практикува определено семејство. Меѓутоа, проблемот настанува тогаш кога ќе видите масовен голем број на деца организирано делуваат, посетувајќи определени органи или институции и каде што гледате дека тие не ни се свесни за тоа што се прави со нив. Точно е дека родителите или нивните старатели се тие кои што се грижат за тоа што е најдобро за детето, кој е нивното право или нивниот најдобар интерес во време додека се тие на возраст кога не можат сами да одлучуваат. И токму тука е вистинската поента и апелот на народниот правобранител до родителите да внимаваат во име на практикувањето на определени верски обреди или празници да не им овозможат на другите да ги злоупотребат нивните деца. Едно е практикување во домашна средина, друго е ученици вклучени масовно во одбележување на вакви работи, со што целосно се занемарува секуларниот карактер на државата, ако што е изречно утврден и во Уставот, меѓутоа и забранет со Законот за основно образование, каде што и политичкото, меѓутоа и верското организирање на децата е недозволиво или забрането. Како институција, имајќи во предвид дека во целиот овој процес немаме орган кој што би можеле да действуваме, бидејќи имаме граѓанска иницијатива, вака, нели, според изјавите во медиумите, сепак отворивме предмет по собствена иницијатива, ќе го следиме од аспект на тоа колку се точни наводите дека вклучувањето на децата, односно подготвувањето на децата за одбележување на еден ваков верски празник е направено во училиштата, траело подолго време и за таа цел ќе се обратиме до надлежното Министерство за образование и наука, ќе бараме преку државниот просветен инспектор да го испита овој навод, односно действувањето во училиштата, со цел заштита на децата од било каква злоупотреба, политичка, верска или било кој друг, што ние како институција го судуваме. Колку е таа тенка линија, да така кажам, меѓу секуларноста и меѓу слободната воја? Так, таа линија самите кажавте дека е навистина тенка и доколку некој сака да се вади зад тоа дека има согласност од родителите, дека тука нема никакво мешање на или прекршување на уставното начало, тоа лесно може да го направи. Меѓутоа факт е дека овде ја имаме најранливата категорија. Тоа се децата кои што во моментот се на средина помеѓу родителите од една страна и помеѓу црквата во конкретниот случај, затоа што едно е да се практикува определена вера во црква, во црковен обичај со родител, а друго е тоа да го се прави на јасен и толку гломазен начин со вклучување на децата, каде што сите бевме сведоци дека тие за жал пееа песни коледарски, бадниковски и така натаму божикни пред функционери на општини и така натаму. Значи, првенствено никој не требаше да ги прими. Тука е основното начело дека тогаш кога како определен функционер, како определен раководител ти доаѓа во група да примиш определени деца, треба автоматски да се одбие. Такво нешто за да ги заштитиме децата од било какво влијание, па дури да е тоа дадено со согласност на родителите. Велите, значи, всушност дека особено е спорно сето ова, не само заради училиштата, не само заради градоречовниците, туку и затоа што ние свет на мултиконфесионална... Секако. Едно е да се учи детето во духот на почитување на различностите, верата, толеранцијата на другите, а друго е кога се организираат деца без да се води сметка за тоа, барем ние немаме сознание, не знам дали ги има граѓанската иницијатива која што ги има организирано децата, дали се тоа припадници на определена верска
на определена вероисповед, односно како се изјаснуваат децата, нивните родители, дали меѓу нив има деца чии што родители се атеисти, деца припадници на друга некоја вероисповед и така натаму. Значи треба особено да се внимава во едно општество како што е македонското, затоа што овде не гледам ниту еден елемент на некаква почитување, на толеранција, воздигнување во тој степен, отколку, не знам, практикување на определена вера, која што може да остави погрешен впечаток. Суптилни прашања и дилеми искажани од заменик народниот правобранител. Ќе видиме кои ќе бидат наодите од нивната истрага. За крај, еве, завршниот круг, отец Ивица би го почнал со вас. Очигледно ќе ни треба и